Провидна игра е предлогот на Зоран Заев за широка влада во која тој ќе одбира кој ќе раководи со ВМРО-ДПМН. Опозицијата смета дека владата на Заев е разнишана и затоа тој бара сламка за спас на неговата и кариерата на тие околу него. Предлогот за влада дојде само 3 дена откако се храбреа во собранието со тенкото мнозинство, а ден потоа немаа кворум, вели потпредседателот Мисајловски. И Заев и СДСМ и сета јавност треба да знаат дека пактови со мафија нема, ниту пак ќе поддржиме. Прво ќе ве поразиме, а потоа ќе следува одговорност. ВМРО-ДПМН единствено му должи на македонскиот народ, на граѓаните на Македонија, на активистите, симпатизерите што покажа единство, цврстина, борба, жар, карактер, пркос, инет и пред се желба за подобра Македонија. И затоа се ќе сториме ним да им се одолжиме. И сите заедно да направиме влада која ќе биде сервис на граѓаните. Влада која ќе биде од народот, за народот и никако поинаку. Освен кај опозицијата, предлогот на Заев најде на отпор и кај неговите коалицијски партнери. Ниту ДУИ, ниту ЛУДП не го поддржаа. Ахмет изјави дека улогата на опозицијата секаде треба да биде критика на власта. Лидерот на либерал-демократите Горан Милевски на Фејсбук излезе со коментар: "Ако сакаат и нека се земат, ЛДП на таква свадба нема да присуствува." Во изјава за Алфа Милевски вели, бидејќи Заев ги зема примерите од Германија и Швајцарија, да му порачам дека во Германија либерал-демократите се во опозиција. Заев предлогот за заедничка влада со ВМРО-ДПМН го даде во интервју за утрински брифинг. Во политичките кулуари шпекулациите се многоубројни, дека сакал да ја подели одговорноста за состојбата со пандемијата, блокадата од Бугарија и економскиот колапс. Иако Заев изјави дека идејата му е намалување на поделбата во општеството, департизација на администрацијата и сузбивање на клиентелизмот во судството. Лидерот на опозицијата Мицкоски го одби предлогот. Порача сметот мора да се измете, ама најпрви на сопствениот двор. И овие од власта, ако мислат дека има најмали шанси за пакт со криминал и криминалци, тоа нема да се случи. Ќе бидете победени, тоа ви го ветувам. Македонската пролет доаѓа, напиша Мицкоски на својот профил на Фејсбук.